граѓаните за Македонија се приклучи и го поддржа протестот Правда за Мартин, нема правда, нема мир. Зашто и после 4 години од неговото убиство, власта и надлежните институции упорно и со сите средства ја прикриваат вистината и не ја признаваат сопствената вина и одговорност за неговата смрт. Масовно излегуваме и порачуваме дека Македонија мора да стане држава во која ќе има правда за сите и во која ќе се почитуваат и штитат човековите слободи и права. Протестираме зашто од објавените разговори помеѓу Јанкуловска, Мијалков и Груевски точно се гледа дека Игор Спасов, убиецот на Мартин, бил службено ангажиран и тоа со усна наредба, што е спротивно на Законот за внатрешни работи. Игнорирајќи ги законските прописи, злоупотребувајќи ги своите овластувања, Груевски, Јанкуловска и Мијалков комуницираат во обид да ја прикријат инволвираноста и одговорноста на МВР и предпоставените старешини на Игор Спасов, со што го нарушуваат текот на истрагата за убиството на Мартин, погрешно утврдувајќи ја фактичката состојба. Затоа, ние граѓаните продолжуваме да протестираме и да бараме оставка од злосторничката и криминална влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ и ќе ги поддржуваме сите форми на демократски и ненасилен граѓански отпор. Почитувани, сега ќе ви се обрати Павле Богоевски, граѓански активист. Дојдовме денес за сите заедно да побараме правда за Мартин и одговорност за убиците кои што лежат во своите футели. Секаде во светот полицијата е сервис на граѓаните. Дали некој денеска се сомнева дека во Македонија полицијата е сервис на државата и сервис на партијата која што е на власт? Дека е апарат на сила и на тепање на народот? Дали некој денеска се сомнева дека полицијата е инструмент на располагање на Груевски и фамилијата? Не. Доста е. Доста е од локални шерифи во полициски униформи. Доста е од набилдани криминалци во цивилна униформа и значка во джеп кои што прават што сакаат. Доста е од страв дека секој полицаец, доколку работи со амин на началникот, може да не претепа сите нас на улица и да не одговара за тоа. Доста е. МВР денеска е институција на истетовирани, набилдани и несоодветно образовани луѓе, кои работат само по желба и налог на началникот, премиерката, премиерот и поранешната министерка Гордана Јанкуловска. Овие бараби не се подложни на никакви законски ограничувања, не се подложни на никаква контрола, единствено на наредбите од криминалци како началникот и слични нему. Луѓето прашуваат зошто е важен случајот на Мартин Нешковски кога убиецот е казнет и лежи затвор. Сега ќе кажеме зошто. Бидејќи тоа е еден случај кој целосно воедно отсликува све што е труло и скапано со македонската полиција и Министерството за внатрешни работи. Прво, убиецот беше ангажиран спротивно на закон за партиски цели да врши службена должност. Второ, откако Јанкуловска, Груевски и Мијалков дознаа дека бил службено ангажиран, не само што не ја кажаа вистината и не презедоа одговорност, туку го злоупотребија целиот државен апаратус за да ја скријат вистината и да створат една лага која што им одговара само на нив и на никој друг. Трето, за истрагата
задолжи ја своји неспособни партиски послушници, кои што ги интересираше само да соберат поенчиња во тефтерот на Горде. И четврто и најважно за све, раководејќи се по својата алчност и себичност, тие не креираа само лага, која му го спаси имиджот на Министерството и на политичката партија и на владата. Тие креираа лага, поради која семејството Нешковски никогаш нема да може да добие целосната правда. Толку едноставно. Ако убиецот постапувал по службена должност, одговорна е МВР. Бидејќи излажаа, ниту МВР, ниту државата не се одговорни и не мораат да платат. За ништо. Никогаш. Уа за нив! Ајде да видиме сега што ќе се случи. Ајде да видиме сега што ќе се случи. Вчера семејството Нешковски поднесе кривична пријава против овие четворица криминалци. Поднесе кривична пријава, чии што докази јасно и гласно укажуваат дека Јанкуловска, Груевски и Мијалков не само што ја криеле вистината, туку активно придонеле кон креирање на лагата и кон погрешно утврдување на фактичката состојба од значење за судската постапка. Доколку во Македонија имаме објективен и професионален јавен обвинител, со истражувањето на оваа кривична пријава би требало да открие целата вистина. Би требало да открие, например, дали началничката на секторот за внатрешна контрола, другарка и Ане на Горде, ги злоупотребила своите властувања во истрагата или не. Би требало да открие, например, дали некој дал лажна изјава пред суд и дали треба да одговара за тоа. И за крај, најважно, би требало еднаш за секогаш да открие и да признае кои се главните актери и кои се главните диригенти на оваа 4-годишна голгота, наречена случајот на Мартин Нешковски. Да видиме дали повторно ќе игнорираат реалноста и ќе ги штитат вистинските криминалци во државава. Затоа не смееме да се откажеме. Не смееме да се откажеме се додека не одговараат крадците на нашите животи, крадците на нашите судбини, се додека МВР и полицијата не бидат на вистина во служба на граѓаните. Убици! 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 Македонија и народот во неа не заслужува народ кој се плаши од власта. Заслужува власт која се плаши од народот. Не ви се плашиме на вас и на вашите шеледжи. Доста беше. Една убава работа направивте од како дојдовте на власт. Ни покажавте на сите нас од прва рака дека ако нема правда, нема мир. Правда за Мартин, правда за сите. Почитувани, сега ќе ви се обрати Васко Лазаревски, исто така граѓански активист. Драги другари и другарки, драги сограѓани, 4 години веќе заедно со Александар плачеме на овој ден. Се сеќаваме на најгрозното нешто што можеше да и се случи на една држава. За време на партиска прослава, полицаец да убие дете. Во Македонија се испеани песни за тие настани кога биле убивани деца. И народот памти за секогаш кој бил тој што кренал рака на дете и го убил. Токму тој. Токму тие зверови. Најладнокрвно се обидоа да скријат, да заташкаат. Не баре гума им се дупнала негде па да не пријават. Не може така. Со години одиме по овие улици овде и протестираме за тоа, бараме правдата да излезе на видело. И ќе продолжиме да го правиме тоа се додека конечно еден ден
не се оформат услови во Македонија да стане правна држава и тие што убиваат, што тепаат луѓе по улица, што ги малтретираат, што се осеќаат како шерифи само затоа што имаат маечка од ВМРО, тие сите ќе одат во затвор. И нема да си одиме од овде се додека тие не отидат на она место каде што заслужуваат. Македонија е држава која што народот ја изградил. Градена е во Илинден, градена е во Асном и на 8 септември. Сега е на нас да оформиме нова држава Македонија која што ќе биде држава на граѓаните и ќе се грижи за своите граѓани. Држава која што ќе овозможи работникот да се чувствува достоинствено ако е работник. Држава која што ќе овозможи родителите да ги пуштаат нивните деца навечер надвор и да не се секираат дали некоја бараба ќе ги малтретира или не дај Боже убие. Таква држава повеќе нема да постои овде. Знам дека е тешко, знам дека е напорно да се биде со денови на улица. Овие кампери овде што се, јака им душа издржаа и сонце, и студ, и дожд, и поплава, и се. Но не се повлекуваат. И сите ние треба барем да им дадеме еден аплауз зашто се овде и не престануваат со борбата за сите нас. Нема да бидам долг, само ќе ви кажам една работа. Се осеќаат силни зашто го имаат оружјето. Меѓутоа тоа време заврши. Веќе ние имаме бројноста овде на наша страна и никогаш повеќе нема да победат. Нема правда, нема мир. Сега ќе ви се обрати Едмонд Адеми, член на извршен одбор на СДСМ. Мир Мрама, добро вечер. Најпосле Македонија и светот го слуша гласот на граѓаните, гласот на македонците, гласот на албанците, турците, ромите, србите, бошњаците, гласот на вистинските патриоти на оваа држава. Тивкото мнозинство не е и нема повеќе да биде тивко. Ни наметна и инсталираа владење во која народната волја е силувана, парите на граѓаните злоупотребени, парламент претворен во верификатор на автократски одлуки на грст владетели со тотална ерозија на институциите на системот, со усовршен систем на непотизам и клиентелизам, со политика на злоупотреба на државните органи по сите основи, со закани, со етнички тензии, со манипулации и загушување на медиумската слобода. Републиката која требаше да биде република на граѓаните, на сите нас, ја нема веќе во институциите. Таа е киднапирана и понижена од мала група на луѓе кои ја злоупотребуваат за собствени, лични и фамилиарни интереси. Таа е република на гангстери, република на корумпирана и криминализирана власт, република на политички местенки, република на задушена медиумска слобода и мисла. Но, ја има во нас, како никогаш досега, свежа и орна да се избори и да победи над режимот. Републиката е таму каде обичниот човек и неговото семејство, републиката е кај студентите, републиката е кај средношколците, републиката е кај наставникот и ученикот, кај медицинските сестри и рударот, кај пензионерот, кај предавачот. Републиката е тука на улица. Републиката е непобедлива затоа што човековиот дух е непобедлив. Ниту јас би бил тој што сум, ниту сите ние овде би биле тие што сме, ниту Македонија би била таа која е, доколку на собствените
сонародници, ваши сограѓани албанци, не им се обратам на мајчиниот јазик. Влезар Демотра. На периоден че калој кишим растин të dëgjojmë se si të ashtu quajtërit patriot, edhe nga njëra anë, edhe nga ana tjetër, janë zhitur në krim, korupcion, kurdisje të rasteve gjyqësore, ofendime e mashtrime. Ta në kohën flasin me gojën plot demokrasi, liri, integrime evropiane, barazi. E në fakt, situata është zi e mazi. Mazi s'ka ku shkon. Unë e di një gjë, a besoj se e dini edhe ju. Nuk mund të vazhdohet më tutje në rrugën e degradimit politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor. S'kemi kohë më për të humbur as justifikime që mund të rinë në këmbë para neve dhe fëmijëve tanë. Kemi shansin historik që qytetarë të këtij shteti të jemi pjesë e ndërtimit të një republike të re. Së bashku me Maqedonasit, Turqit, Romët, Vllehët, Serbët, Bosnjakët, si dhe gjithë të tjerët, të rikthejmë lirinë dhe demokracinë, të rindërtojmë një shtet dhe një shoqëri të zhvilluar, të barabartë dhe demokratike. Shtet që do ofroj shansa të barabarta për të gjithë, shans edhe për studentin në Tetov, shans edhe për studentin nga Berova, shans edhe për mjekun në Kumanov, edhe për mjekun në Prilep, shans edhe për arsimtarin në Strug, edhe për arsimtarin në Strumic, shans për të gjithë, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, fetare, madje edhe politike. Së bashku do ja dalim. Se nadevам дека никој од вас не очекува превод на ова што го кажав претходно, а знаете зашто? Затоа што борбата против криминалот нема потреба од превод. Борбата против корупцијата нема потреба од превод. Борбата против непотизмот нема потреба од превод. Борбата против неморалот нема потреба од превод. Борбата против мафијата нема потреба од превод. И најважно, борбата за слобода, демократија и правда нема и никогаш нема да има потреба за превод, бидејќи ние зборуваме со една мисла, со една желба и со една цел, да го вратиме човековото достоинство, да ја вратиме државата таму кај што припаѓа, а тоа се граѓаните на Република Македонија. Благодарам, Пандерет.